Граѓаните во Прилеп и околината кои што не можат да си дозволат да платат адвокат во нивните судски постапки, чекаат со месеци државата да им додели бесплатна правна помош, односно бесплатен адвокат. Најголемиот проблем лежи во тоа што во подрачното одделение во Прилеп на Министерството за правда има само еден вработен кој што и тој не е надлежен за ова. И ваквите барања се препраќаат по други одделенија во градовите. Тоа како бројка нас може да ни значи нешто или може да не ни значи ништо, бројот на денови, но станува збор за решавање на животни прашања на граѓаните. Во одредени случаи се работи за тужби за издршка на дете. Во одредени случаи се работи за права одработен однос, за узурпација на земјиште или неможност да се пристапи до сопствениот имот. Тоа се животни прашања кои што граѓаните немаат друг начин да ги решат во судска или управна постапка, освен да побараат помош од државата, да им се додели бесплатен адвокат. И тука се соочуваме со потешкотија каде што чекаат со месеци за одобрување на нивните барања. Токму затоа во Прилеп денеска се презентираше публикацијата "Правда која што се одолговлекува е правда која што не се постигнува" и беше побарано итно вработување на потребниот кадар во одделенијата на Министерството за правда. Со фокус на тоа во секоја од општините да има одговорно лице кое што може да донесува одлуки по поднесените барања за секундарна правна помош, заради тоа што само на таков начин ќе имаме ефективно, ефикасно и навремено обезбедување на пристап до правда за овие најранливи категории на граѓани и дополнително апелираме пополнувањето на слободни работни места по подрачните одделенија да биде со фокус кон дипломираните правници со положен правосуден испит. Беше потенцирана и моменталната диспропорција со бројот на вработени. Пример, во Прилеп ова одделение има само еден вработен, а во Тетово, што покрива изброј на жители, има 21 вработен.